Гостин во вестите е министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, со кого ќе поразговараме во наредните минути на актуелни теми. Секако она што е најактуелно е предстојниот референдум и интеграцијата на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Министре, добро ни дојдовте. Благодарам на поканата, на можноста да ги споделиме нашите ставови со граѓаните на Кавадарци. Денеска бевте и во посета на Неготино, погоре во вестите следеше информација за вашата посета. Еве за почеток, каква е безбедносната состојба како во овој дел од државата, така и воопшто во Република Македонија? Па имаме мирна, стабилна безбедносна состојба и во овој регион кој што традиционално е регион со стабилна безбедносна состојба, меѓутоа и генерално во Република Македонија. И тоа е многу важно за развојот на економијата, за развојот на државата. Важно е од аспект на овие политички процеси кои што се спроведуваат во Република Македонија, посебно и околу референдумот, така да Министерството за внатрешни работи се подготвува за успешно организирање и спроведување на референдумот, се прават сите планови, подготовки, за да овозможиме клима во која што граѓаните ќе можат сами да ја донесат сопствената одлука и да ја одржиме безбедноста на Република Македонија на завидно ниво. Денеска премиерот Заев ја промовираше кампањата за предстојниот референдум заедно за Европска Македонија. Тоа е мотото под кое што ќе се спроведува кампањата. Што ќе добие Република Македонија, што ќе добијат граѓаните од безбедносен аспект со влезот во Европската Унија, со интегрирањето во НАТО, Алијансата, и што значи воопшто за Република Македонија сето ова што се работи? Заев рече дека се работи за една историска одлука. Да, ова е историски момент за Република Македонија како држава, историски момент за граѓаните во носењето на одлуката, пред се од аспект на остварувањето на нашите национални интереси, а тоа е членството во НАТО и во Европската Унија. Денеска се промовираше коалицијата заедно за Европска Македонија, составена од голем број на политички партии, коалиција која што е отворена за секој граѓанин, за сите прогресивни сили во Република Македонија да бидат дел од овој историски момент. И кога гледаме компаративно, навистина овој референдум, оваа одлука на граѓаните може да се споредува со одлуките кои што беа и во 90-те години, одлуките кога ја формиравме Република Македонија некако независна суверена држава, и 44-та кога Република Македонија генерално ги доби сите атрибути на држава и на државност. Денеска имаме остварување на еден вековен сон Македонија да се интегрира во НАТО алијансата и во Европска Унија. Кои се придобивките за Република Македонија и зошто е важно ова да го направиме сега? Важно е прво заради тоа што застојот кој што го имаме сите овие изминати 28 години, неможноста за соодветен напредок, премногу вложување на граѓаните од една страна, при тоа ефектите се минимални. Сега преку оваа шанса Република Македонија би станала полноправна членка и на НАТО и на Европската Унија. Важно е да бидеме членови на НАТО алијансата, да си ја гарантираме безбедноста во државата, да ја гарантираме целовитоста на Република Македонија, да ги гарантираме сегашните граници на Република Македонија, да ги затвориме сите отворени прашања кои што ја мачаа Република Македонија, кои што беа баласт во развојот. Меѓутоа, членството во НАТО подразбира и економија, подразбира развој, заради тоа што секој еден инвеститор, дали е тоа домашен или странски инвеститор, се одлучува на нови инвестиции, се одлучува на вложување само ако има мир, безбедност и стабилност. И поголема гаранција од членството во НАТО за Република Македонија нема, заради тоа што Македонија се наоѓа на исклучително важна стратешка позиција, се испреплетуваат многу интереси токму над Република Македонија и ние мора да бидеме дел од овој безбедносен систем, наречен НАТО алијанса. Зошто пак е важна Европската Унија? Европската Унија отвара многу можности и перспективи на Република Македонија, меѓутоа една од најважните за нас како граѓани на Република Македонија е воведувањето на европските принципи, европските норми на однесување внатре во
државата и токму од тој аспект мислам дека исклучително важно е да имаме образование, да имаме здравство, да имаме земјоделие, да имаме економија која што ќе биде конкурентна со Европската унија. Се отвара нова можност, нов пазар за Република Македонија, околу 500 милиони жители, пазар кој што многукратно е поголем од овој што е за Република Македонија. Се отвараат можности за искористување на многу европски фондови за вложувања во сите сфери на општественото живење, и во здравството, и во образованието, и во земјоделието, во инфраструктурата, што е исклучително важно. Се отвараат многу перспективи за младите луѓе. И на тој начин, преку развојот на економијата, преку развојот на државата, преку искористувањето на сите добри европски пракси, Македонија ќе биде држава која што сите ние посакувавме. И затоа е важен историски овој процес. Затоа секој од граѓаните на Република Македонија треба да ја разбере важноста на овој момент. Секој од граѓаните на Република Македонија повикувам да биде дел од овој процес. Заради тоа што сега е моментот кога се носат вистинските одлуки, тој момент не треба да биде пропуштен од никој. Напротив, сите граѓани на Република Македонија, сите млади луѓе, сите жители кои што се бореле, кои што создавале во оваа држава, треба да го искористат моментот и да ја пружат шанса на иднината на оваа држава. Министерството за внатрешни работи исто така има и домашна задача околу подготовките за Европската унија и НАТО, не е само референдумот. Значи, следуваат многу реформи, она што се барање на некој начин на Европската заедница. На што моментно работи Министерството и кои се приоритетите токму во оваа насока? Па да, овој процес на референдумското изјаснување за членство во Европската унија и НАТО и отвара многу обврски на Република Македонија, посебно пред институциите. Тоа се многу реформи кои што треба да бидат направени, тоа не да направиме реформи само заради правење на реформи, туку тие реформи мора да бидат ефикасни и реформи кои што ќе дадат соодветни резултати. И токму од тој аспект мислам дека важноста на Министерството за внатрешни работи е огромна. Со тоа и одговорноста е огромна. И ние затоа сме подготвени до крај да ги ставиме сите можни расположиви капацитети и за предпристапните преговори за НАТО и за пристапните преговори за членство во Европската унија, кои што треба да започнат во јуни 2019 година. МВР започна веднаш со реформи врз основа на нашиот план за реформи, приоритетен план на владата, така наречен план 369, во кој што сакавме да создадеме поинаква перцепција, да креираме нов модел на функционирање на македонската полиција, полиција која што би била партнер со граѓаните, да ги отстраниме сите негативности и негативни појави кои што беа до сега. Вие знаете дека македонската полиција ја тресеа неколку скандали, а со тоа ја тресеа и Република Македонија. Еден од нив, најголемиот, беше скандалот со прислушувањето и токму затоа прв пат стапивме во една сериозна реформа на системот на следење на комуникации на безбедносните служби, понатаму на јакнењето на капацитетите за борба против организираниот криминал и корупцијата, борбата против тероризмот, понатаму борбата против недозволена трговија со луѓе и миграцијата. Работиме на воведување на надворешен механизам на контрола на полицијата, што е исклучително важен покрај внатрешните контроли кои што ги имаме во системот на Министерството за внатрешни работи, да се воспостави систем кој што е надворешен, кој што ќе биде составен од невладиниот сектор, уведување на оделение посебно кај Народниот правобранител, се со цел и полицијата да биде контролирана во своите постапки, јакнење на капацитетите преку носење на стратегија за финансиски истраги и за конфискација на имот, што е исклучително потребно во овој период. Така да, ова се реформски процеси кои што беа отворени, кои што ќе траат. Понатаму продолжуваме со целосно спроведување на стратегијата за развој на полицијата, која што ја донесовме во јануари месец 2016 година, заедно во партнерство со Европската унија, и навистина ни следи период во кој што сите добри европски пракси ќе бидат искористени во функција на подобрување на работата на македонската полиција, што ќе допринеси за
подигање на нивото на безбедност. 30 септември е денот кога македонските граѓани ќе ја носат одлуката, меѓутоа имаме од другата страна и граѓани, политички опции, здруженија кои што се против излегувањето на референдум, повикуваат на бојкот. Дали Министерството за внатрешни работи веќе има проценка, анализа како би поминал овој ден кога македонските граѓани ќе треба да ја кажат она судбинска одлука и одговор на референдумското прашање? Се очекуваат ли некакви инциденти или нешто што може да го наруши имиджот на државата? Министерството за внатрешни работи се подготвува максимално за да имаме еден мирен процес и во текот на целокупната кампања и во текот на денот на спроведувањето на гласањето за референдумот, и ние навистина очекуваме дека ќе помине врз основа на сите демократски пракси, без никакви до сега барем сознанија или би рекол погледи дека може да се наруши безбедносната состојба. Од политички аспект е многу важно сите овие сили кои што се политички, кои што се дел од невладиниот сектор, стручната, научната јавност, граѓанскиот сектор во Република Македонија, граѓаните воопшто да се приклучат на оваа коалиција за Европска Македонија. Секако дека секој има право на градење на сопствено мислење. Структурите кои што се спротивставуваат на членството во НАТО и Европска Унија на Република Македонија, барем досега не слушнав дека имаат алтернатива да понудат на граѓаните. Што е тоа што ќе добие Република Македонија доколку не е членка на НАТО и на Европската Унија? Или кој е тој пат кој што Македонија треба да го води? И јас очекувам дека во текот на оваа кампања ќе ја видиме таа алтернатива. Доколку нема таква алтернатива, а очигледно е дека нема, тоа е нешто што е само продавање на магла пред граѓаните на Република Македонија, некаков ефтин политички маркетинг на одредена група на луѓе кои што сакаат да остварат некакви своји лични цели. И мислам дека Република Македонија не сме да дозволи да биде заложник на такви сили кои што ја влечат Република Македонија назад. Сега е момент на прогрес, на прогресивни сили, на напредни сили. Сега е момент во кој што сите граѓани на Република Македонија треба да бидат обединети, без разлика на политичка, на верска, на етничка припадност, заради тоа што сега се одлучува за иднината на оваа држава. И ниту едно друго прашање не е важно, и ниту едно друго прашање не може да биде доведено во корелација со овие процеси. Така да, ниту барањата за амнестија, ниту барањата за спасување од криминал, ниту барањата за било кое друго прашање не може да бидат ставени пред интересите на Република Македонија за членство во Европска Унија и НАТО. И затоа јас сум убеден дека граѓаните на оваа држава се длабоко свесни за историскиот момент и за позицијата која што ја имаат пред нас, и дека ова е моментот кога секој од нас треба да ја донесе сопствената одлука и да погледне во иднината и да приносењето на одлука да има во вид иднината на сопствените деца и да има одговор на прашање утре, ако било кој од идните генерации не праша каде и што правевте во овие важни моменти за Република Македонија, дека со гордост ќе можеме да кажеме дека обезбедуваме иднината на оваа држава. Министерството за внатрешни работи, министре, работи на еден проект кој што значи воведување на позорникарската служба. Како се спроведува овој проект? Тоа значи полицијата да биде уште поблиска до граѓаните. Тоа ни беше целта, еден од основните проекти е воведувањето на така наречен малски полицаец или позорна служба во Република Македонија. Веќе во поголемиот дел од секторите во државата го реализираме проектот, имаме позорна служба. Имаме сектор за внатрешни работи Скопје и Охрид, каде што имаме драстично намален број на полициски службеници. Сега таа слика се поправа со нови полициски службеници кои што се вработуваат, така да очекуваме дека и таму ќе имаме можно да се воспостави позорната служба,
Што едноставно значи тоа? Тоа значи 24 часовно присуство на македонската полиција до граѓаните, македонскиот полицаец како пријател на граѓаните, за да може граѓаните на кого да се потпрат, на кого да ги кажат своите проблеми, да пријават за одредени состојби кои што се случуваат во еден район и на тој начин да се крене безбедносната состојба во било кој град во Република Македонија на едно повисоко ниво. Тоа е клучен проект кој што трае, кој што ќе се развива и понатаму, проект кој што дава многу бенефити заради тоа што таму каде што веќе е воспоставен, тоа е СВР Куманово, СВР Струмица, СВР Штип, СВР Тетово, Битола и така натаму, кој што сме започнале дел од СВР Велес, навистина дава резултати. Поголемото присуство на македонските полицајци на улица одава сигурност кај граѓаните и на тој начин мислам дека ќе реализираме еден проект кој што ги задоволува интересите на граѓаните. Како оди проектот за модернизација, она што најавувавте дека ќе имаме современа модерна полиција? Па видите, со оглед на фактот дека имавме изминати години кои што 11 воопшто не се посветуваше внимание на опремување на полицајците, опремувањето на просторните услови за работа, немањето на униформи, немањето на елементарни услови за спроведување на законот, постави пред нас и огромни задачи и голема одговорност. И ние од 1 јуни 2017 година, кога официјално ја преземавме власта во Република Македонија, и јас влегов во Министерство за внатрешни работи, иако затекнавме огромни долгови, сепак се одлучивме дека мораме да работиме рационално, домаќински, да еден дел од средствата насочиме кон ваков развој. И после година дена може да констатираме дека имаме значителен напредок кој што ги мотивира полицајците, напредок кој што покажа дека ако се сака може да се постигнат резултати. Набавивме многу нова опрема. Минатата година реконструиравме 7 полициски станици и 3 полициски станици опремивме комплетно со нов мебел. Оваа година е започнато и веќе во тек се градежни активности за реконструкција на повеќе објекти. Јас очекувам дека можеби 24-25 објекти оваа година ќе бидат реконструирани. Исто така набавки вршиме и на материјално-технички средства, на информатичка опрема. Набавивме нови 80 дрегери за алкотестирање, набавивме нови 30 радари за контрола на брзината на возењето. Вложуваме секојдневно во подобрувањето на условите за работа. Набавки се вршат на униформа после 11 години. Оделот за обезбедување на лица и објекти веќе ги доби своите униформи. Единицата за специјални задачи веќе ги доби своите униформи. Во теке и веќе пристигнуваат делови од униформи за целокупниот состав на македонската полиција. Веќе од септември започнуваме со поставка за набавка на униформи за ЕБР и за посебната единица. Набавуваме за прв пат после многу години спортска опрема за специјалните единици, така да во сите сегменти имаме сериозен напредок во подобрувањето на условите за работа. Од декември месец ќе имаме зголемување на платата на полицајците, оние кои што се директно изложени на терен, на работа со граѓаните, кои што со години наназад немале зголемување на платата, а веќе за наредната година ги правиме сите напори за да обезбедиме зголемување на 5% на платата на полициските службеници. Министре, благодарам што бевте гости во вестите на КТВ. Благодарам на вас.